Така е, овие денови, доколку останувате во Скопје за време на продолжениот викенд, ќе ве поканиме да бидете дел од 12-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Света Тројца. Ќе биде тоа еден фолклорен караван на песни и игри и тоа ќе имате можност да ги доживеете, да доживеете традицијата не само на нашата Македонија, туку и на некои од останатите земји како Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и оваа година и Чиле. Ќе биде многу интересна програма за деталите околу истата и за тоа како ќе ни бидат разиграни овие неколку наредни денови се до почетокот на јуни, поточно 1 јуни, кога е впрочем и последниот ден. Утрово ќе разговараме со едно убаво друштво, Бобан Блажевски до мене, раководител на фестивалот и на Културното уметничко друштво Гоце Марковски, така? Заедно со нас и Јана Зинзировска, која што игрорка, и Марко Маринковски. Добро утро за сите, добре ни дојдовте. Добро утро, благодариме на поканата, повторно во исто друштво, да можеме да го најавиме фестивалот и да си кажеме. Секоја година се поорганизирани, секоја година верувам чест да бидете домаќини и на некои други културно-уметнички друштва од регионот, па и од светот, со оглед на тоа што годинава и Чиле. Ќе ни раскажете, Бубан, како и Чиле стана дел од овогодинешната програма, но рековме 12-то поред издание, што оваа година ќе понудите на неколкуте сцени кои што ќе ги имате во рамки на фестивалот и караванот. Како што кажавте, секоја година се поорганизирани, веќе овој празник ни стана едно фолклорно збиднување, буквално живееме за овие денови, фестивалски денови. Долги се подготовките и се трудиме секоја година да биде нешто поразлично, да биде поубаво од претходното. Ни доаѓаат гости од различни краишта на светот и затоа и се стремиме со нашето фолклорно дејствување надвор од границите на Македонија да запознаваме нови пријателства. И со самото наше учество на меѓународните фолклорни фестивали, така сме ги запознали и сите наши досегашни гости, а и идни планови кои што ни се за следните години. Како што кажавте, еден фолклорен караван на повеќе сцени. Нашите игрорци, сите групи на Културно-уметничко друштво Гоце Марковски ќе земат учество на овој фестивал на 4 дена во општина Илинден, во населбата Илинден, Домот на култура, на отворениот амфитеатар, каде што ќе претходи едно убаво дефиле со сите игрорци и учесници. Ќе се представат Тамо е отворањето на 28 четврток. Ќе се представат игрорците од Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Чиле. Неколку ансамбли од Скопје, да напоменем дека ќе имаме гости и од другите градови од Македонија, како што е Охрид, Тетово, Македонски Брод. Исто така нови фестивал земале до сега во изминатите години земале учество скоро игрорци од сите предели на Македонија, така да запознаени се сите со нашиот празник и нашата организација на фестивал. Во петокот во Долно Лисиче, првиот ден, петок е неработен ден, да повелат сите кои ќе останат во Скопје да дојдат на овој фестивал. Во вечерните часови, попладневните часови од 19 часот со убаво дефиле по главната улица. Во 20 часот започнува фестивалската фолклорна вечер на предпознатливата фестивалска сцена во Долно Лисиче, каде што ќе има можност да се представат сите гости. Во сабота убав пладневен концерт на 30 мај на градскиот парк на школка, каде што тие што немаат можност да дојдат да го проследат отварањето и првата фестивалска вечер, можат во градскиот парк со дечињата да излезат и да ги преследат сите точки на нашите учесници гости. Во недела последната фестивалска вечер на 31 во Долно Лисиче на сцената ќе биде затварањето на фестивалот. На 1 јуни е празникот Света Тројца, под чие име го носим и по храмовиот празник го носи името Света Тројца фестивалот. Добродојдени се сите на утрена литургија, каде што ќе учествуваат и сите учесници и игрорците од странските земји и потоа ги испраќаме кон своите домови. Посебен белег има овој фестивал, првенствено заради долгогодишната и традиција, но и заради хуманитарниот карактер. Исто тоа ќе го споменеме. Ова е посветено за хуманитарни цели. Како тоа се организира, поточно во кои цели се насочува, зашто ќе биде оваа година, дали секоја година е во истата? Да, првите години не беше хуманитарен карактер, затоа што ни беа почетоците, уште не знаевме како да се развива фестивалот, меѓутоа во изминативе 5 години, мислам дека, последните 5 години фестивалот има хуманитарен карактер, каде што започнавме една
дружба, организација, една соработка со хуманитарната организација Свети Спас, кои што стана наши коорганизатори на фестивалот, бидејќи сите гости кои што ни доаѓаат се пречекани освен од културното уметничко друштво Гоце Марковски и од хуманитарната организација кои што се задолжени за храната на фестивалот, со црковно-народната кујна на Свети Спас, се задолжени да ги нахранат сите гости кои што доаѓаат. Па така, ние на еден начин се одолжуваме, бидејќи фестивалот е бесплатен, доаѓаат на отворено, доаѓаат публика од сите градови, од сите делови на градот Скопје. Одлучивме да го направиме хуманитарен карактер и секоја година да се на штандови да се собираат парични средства за помагање за лекување на дечиња, различни стори, секоја година си има своја приказна. Така оваа година заедно со отец Оливер се договоривме и одлучивме да оваа година го посветиме фестивалот на Малиот Васили, баш од Илинден, бидејќи отварањето во четвртокот е во општина Илинден. Парични средства кои што се потребни за купување лекарства, за лекување за многу диагнози. Сторијата е објавена веќе на хуманитарната организација, ќе објавиме ние на нашата страница на фестивалот и дента и сите вечери на концертните вечери можат да се запознаат луѓето за што станува збор и да донираат секој колку што е во можност и да помогнеме. Сме имале успешни приказни, успешни дела изминативе години, се надам дека и оваа година ќе помогнеме ете на уште на детенце. Да, па секоја помош е добре дојдена во вакви ситуации, а со оглед на тоа што имаме 4 денови во рамки на овој фестивал, бесплатно нема карта, не се плаќа карта, а едноставно уживањето кое што ќе го добијат и повеќе од големо и можност ете на некој начин да ја покажат и својата хумана страна која што верувам дека секој еден од нас ја носи. Ајде Јани и Марко да ги чуеме колку време вие веќе сте дел од ансамблот и која година поред настапувате на овој фестивал? Па, јас сум веќе 10 години дел од Гоце Марковски и искрено одлично. Да. И мене ми е 6-та така година на Што најмногу ти се допаѓа кога имаш можност ете така на отворена сцена, да настапуваш пред многу луѓе, да разговараш со или да се запознаваш со играорци кои што се од другите краеви и на Македонија, бидејќи спомена има учество скоро речиси на секој град од нашата земја, но и еве оваа година од Босна и Херцеговина, Србија, верувам дека и низ минатите години сте имале можност да се запознавате со играорци од други земји. Па да, запознавањето на другите култури, нови друштва е искрено најубавиот дел од овој фестивал и не знам, се е уживање. Да. Јаната гледаме во една убава македонска народна носија, која што веројатно веќе си навикната да ја носиш или нели да функционираш и во однос на настапите и турнеите и сето она кое што е дел од нели во склоп на настапите на игрорните друштва или конкретно на вашето, но како или колку е комплексно тоа за да се нели и изведат одредени ора на сцената, да се среди или намеси така како што треба. Верувам желба за сите играорци, играорки, но вака од страна веројатно поголем дел во подготовка. Па носијава е од Источна Македонија, односно Крива Паланка. Секоја носија тешка да се облече како. Да. Дали сама ја обликуваш или имаш помош? Па имаме помош од наставниците секогаш. Добро. И секогаш гледаме се покажеме у најдобро светло. Навикнати со нив да играат и на топло и на ладно, така да не им представува проблем. Но ние знаеме, ете толку колку што знаеме, а треба веројатно и малку повеќе во однос на македонските народни носи, како се создавани, како се правени, дека тие се правени нели за во било какви услови, и кога зборуваме и за топло и за ладно време, што значи дека македонските жени во минатото и тоа добро знаеле како да ги носат овие. Самите материјали што се природни материјали на изработка на овие оригинални носи, бидејќи нашето друштво се стреми да пронаоѓа теренско истражување, да откупува народни оригинални носи. Порано ги изработувале за во најчешките денови, да можат носијата што ја носите да ја ве лади, да не чувствуват, да не примат толку надворешни сончеви изрази. Да не се чувствувате, да. И во нормално во зимските денови да ве затоплува. Ете карактеристичен пример не е галичката свадба, каде што на Петроден во јули на плюс 40 степени, лично и јас сум учествувал на таа манифестација, да играме во тие тешки оригинални носи, а сепак да се чувствуваме комотно
И Да, тоа секогаш сум се прашувала како дел од публиката на такви настапи, како издржуваат и веројатно навика. тоа ќе речеме е дел љубовта кон традицијата, кон културата, кон народните носи, изучувањето, откривањето на се поголем број нови, разнолики предели на Македонија допринесувајте да се чувствуваат убаво и со гордост да ја носат ова македонска носија, не само на нашиот фестивал, туку секаде каде што учествуваме. Ќе зборувам и за турниите, но да го прашаме Марко каква носија носиш ти? Од кој регион или предел на Македонија и колку време веќе ти си во овој свет на изучување и негување на македонската традиција и фолклор? Јас играм веќе активно 9 години. Прво друштво ми е Гоце Марковски и стварно дружбата све не спојува, стварно. Каква носија носиш? Носијата е од источниот дел на Македонија. Иста кореографија игра, да. Добра. Од кореографијата Мегдан. Исто од Крива Паланка. Со што ќе се представите во рамки на овој фестивал сега? Па Што подготвувате? Ќе има многу точки, но неколку да набројам: Моме, Митро, Мегдан, Пијанец, како Пирин. Да, Пирин. Буби, ако добро разбрав, а можеби не сум разбрала добро, секој ден ќе бидат сите ансамбли со своји изведби, затоа што ни спомене, ние бевме заинтересирани, односно ни звучеше екзотично ансамблот на Чиле, кој што доаѓа во Македонија и ќе биде всушност дел од овој фестивал. Ни напоменат секој ден ќе бидат достапни за публиката да дојдат и да ги гледат. Дали и сите останати ансамбли секојдневно ќе имаат своји точки изведби? Да, освен еднодневните учесници кои што ни се од Македонија, во различен тајминг од фестивалот кои учествуваат, некои на отварањето во Домоличе во петокот, некои во четвртокот, некои во сабота. Меѓутоа, меѓународните учесници не се секој ден присутни и ќе имаат можност публиката да ги запознаат со различна програма. Значи, програмата е различна и нашите игрорци ќе се представат со различни кореографии, различни носи, токму на овој настан кој што ни еднаш во годината, покрај нашиот новогодишен концерт во декември, ги представуваме сите народни носи кои што ги имаме, сите кореографии што сме ги изучиле, новите кореографии што во оваа сезона, полусезона сме ги поставили, сме ги изучиле, премиерна изведба на кореографијата Пијанец на авторот Јовица Блажевски, така да публиката ќе има навистина големо уживање, затоа што ќе се запознае со македонските кореографии и култури и ќе ги запознае странските фолклорни друштва со нивните носи, точки, изведби. Колку и да мислиме дека знаеме многу за нашата традиција и историја и фолклор, секогаш на вакви фестивали знаеме да се изненадиме, и да буквално да откриеме уште што се располагаме од нашето културно наследство или богатство, да. Самото тоа што ние делуваме, работиме повеќе околу 12 години, истражуваме, се интересираме за регионите кои што не се доволно застапени во нашиот фолклор. И тоа е веројатно една од целите да се промовира. Секоја година се создаваат и нови дела, се изучуваат нови кореографии, се откриваат нови народни носи кои што постоеле, меѓутоа не се адаптирани на сцена. И тоа е еден мотив плюс на самите игрорци да бидат членови на нашето друштво, да го изучуваат фолклорот и да облекуваат различни носи. Што е последно откриено, вака што велиш, адаптирано за сцена, ако тоа е во вашиот фокус? Конкретно во нашиот случај, од регионот Азот, мијаците од Велешко, тоа се селото Папрадишти и Ореше, кои што народните носи се многу ретки. Создадовме на кореографија, постановка Папрадишка китка во нашето друштво токму, со едно истражување што траеше неколку години. Ги откупивме народните носи, што беше најтешкиот дел. Па дојде... Колку ги има? А тоа се најавтентичните, така, вистинските? Па да, најоригинални, постари повеќе од 100 години. Ние имаме 10 комплета машки и женски носи и ето тоа не беше последно дело. Оваа година ќе имаме создавање на ново дело, така да се работи веќе на креирање нови. Убаво да се чуе дека и вие имате постојана инспирација за работа и за откривање на нешто ново во старото, во минатото. Точно. Во врска со програмата што напоменавте дека екзотичната група ни доаѓа од Чиле, ќе напоменеме дека во саботата они ќе се учествуваат нели секој ден од програмата на фестивалот. Во саботата имаме одвоено еден час чиленска вечер специјално за ексклузивните гости.
и публиката ќе има можност да ужива во нивната програма наменета само за нив. Што кажува за нивната традиција, веројатно и оно што е различно од кај нас, што можеме така да го научиме, па истовремено и да се фасцинираме ако зборуваме за тие краишта. Но ако ги прашаме Јана и Марко за можеби еве за и двајцата скоро 10 години, Јана 10 веќе, Марко скоро 10, низ годините, веројатно за мотивот, кога зборуваме секоја нова кореографија или секоја ново уро, како би било посоветно да се изразам, представува предизвик. Но кој од македонските традиционални ура ви се вас омилени кога ги играте и секаде каде што настапувате и каде што ја представуваме нашата земја надвор, односно на турнеите каде што одите? Па искрено од сите кореографии можам да издвојам Кумановка како една од најубава искрено. Мислам сите се убави, Да. сите имаат свој, како да кажам, Белег. Да, сите имаат свој белег, но Кумановка и Кумановка и Мегдан може да ги кажам Да ги како издвоиш. Добра. да. Марко? За мене најголем впечаток ми има оставено кореографијата Драчевка. Едноставно емоцијата е различна. Не знам како да ви објаснам. Да, тоа е веројатно нешто што само вие си го Да, чувствувате да. и доживувате, а ние од страна како публика можеме само да уживаме. Да, уште нешто само во однос на емоцијата и за настапите надвор, кога се настапува надвор и кога представувате вашата собствена земја, родната земја, а при тоа нешто кое треба тамошната публика да го види и да го доживее, вие да го пренесете на таков начин, веројатно тоа го правите најоригинално или да речем професионално, но од ваш аспект каде досега се чувствувавте така најисполнето, да речеме најемотивно, најповеќе ја почувствувавте така енергијата таму каде што настапувате? Секогаш, нели, кога особено зборуваме за турнеи, има нешто што може да се издвои. Место или ситуација? Што би издвоиле вие? Па имаме отидено на стварно многу различни места од Европа и подалеку, но еве Грузија можам да издвојам како најдалечна земја кај што сум била јас лично. Некако многу беше убаво затоа што е различна култура од нашата и ете дадовме од себе да представиме нашата Како тие држава. реагираа на нашиот фолклор и музика? Па затоа што они имаат различна култура од нашата, искрено им мислам убаво реагираат. Интересно. Интересно, да. Верувам дека се доста љубопитни кога ете така ве гледаат и сакаат да научат нешто повеќе, а Марко за тебе? За мене искрено секоја држава си има посебна емоција, не знам. Ама да извеам некоја, не знам, стварно ми се секоја земја на свој начин. Секое патување Да, е секое одлично приказно. искуство, да, и Али своја приказна навистина е гордост да се представува, со гордост се представува Македонија. својата земја. Бубан, кога веќе зборуваме за патувањата, за турнеите, играурците се познати по тоа што јас велам често светот го имаат на дланка и ако еден ваков фестивал може да обедини неколку нации од светот, веројатно и вие тоа го правите пренесувајќи нашата култура и традиција на фестивали и турнеи. Што можеме да најавиме од сега па натаму, можеби до крајот на годината ќе бидете ли активни ова лето, ќе шетате ли, ќе ја представувате ли нашата Македонија? Да, како и секоја година, така и оваа година завршува со школската година и со нашиот фестивал и почнуваме со меѓународните активности. Токму затоа се создаде овој фестивал, бидејќи кога почнавме со нашето културно уметничко друштво, отидовме на неколку меѓународни фестивали и видовме дека имаме потреба и токму кај нас да се случува истото, да бидеме домакини на нешто такво, за да ни се отворат портите кон светот. Со самото тоа што ги каниме гостите кои што ни доаѓаат, имаме покани од сите краишта. Минатата и предминатата година може да ги издвоиме Кајро, бевме во Египет на голем светски меѓународен фолклорен фестивал. Како што кажа Јана, бевме во Батуми, Грузија, бевме во Лисабон во Португалија, бевме во Франција, Шпанија, Швајцарија, се до тоа во изминатите 2 години агендата беше преполна. Полска, Турција. Оваа година заменуваме во јуни, веднаш по завршувањето на нашиот фестивал, заменуваме во Барселона, Шпанија, на меѓународен фолклорен фестивал, каде што помалички дека имаат можност да се представат, а друга група, бидејќи Гоц Марковски раководи со 9 групи, друга возрастна група ќе патува во Истанбул на меѓународен фестивал во Турција, а ние највозрастните, каде што јас сум член на првиот ансамбл, ќе одидеме кај македонците во Торонто, Канада,
да најавиме дека во септември имаме прво подалечно патување покрај тоа во Кајро, Египет, еве за прв пат во Северна Америка Сосема на другата страна од светот. Ќе имаме можност да го представиме оно што сме го спремиле научиле овие 12 години. Браво, може да кажеме блазисиви и да ви посакаме успех секаде каде што одите и ја представувате Македонија и нашиот фолклор, а се разбира особено кај нас кога зборуваме за вакви наставни кои што оставаат голем впечаток кај публиката, при тоа имаат еден хуман карактер или хумана страна која што секој од нас треба да ја почитува, при тоа да учествува и верувам и оваа година или овој викенд фестивалот со оваа богата програма која што најавивме ќе придонесе за и поголем интерес и помногубрена публика и се разбира успешно да резултира на самиот крај. А ви благодариме и на вас за гостувањето, за тоа што можевме во еден ваков начин и да го доближиме тоа поблиску до нашите гледачи, но и да го најавиме на кое што не очекува викендов. Благодариме на можноста да се дружиме повторно, ете да го најавиме фестивалот, секој оној кој што ќе биде можност да повели на овие локации што ги најавивме, да го проследи фестивалот и да ужива буквално на фолклорно уживање за празникот Света Тројца. Ви благодариме уште еднаш и посакуваме успешно издание.